Фотографијата е меморија, слика, документ, спомен, белег, миг што трае за навек. Кога го гледаме и перцепираме Скопје низ фотографии, особено преку разгледниците, ги забележуваме символите на градот. Главна инспирација на уметниците биле монументалните градби, а тоа се камениот мост, тврдината, старата чаршија, Ристичевата палата, градската кафеа на Петист. Знам, има уште многу. На денот на катастрофалниот земјотрес, на трагедијата на Скопјани се будат носталгични чувства за градот, за неговите корени, каков бил некогаш, како изгледал, како се живеело, кој го освојувал, присвојувал и над се и пред се репрезентативните градби кои го краселе градот. Фотографот Александар Кондев во својата архива поседува огромна ризница на фотографии и разгледници за Скопје, што представуваат вистински куриозитет. Фотографијата е недека 1838 откриена и од тогаш со неја се занимаваат луѓе кои сакаат да остават визуелен трак. Значи, менталниот процес многу не се разликува последниот скоро 2 века. Нема 2 века, ама тука не. Така да, кога ќе ги гледам старите фотографии од Скопје, најстарите недека од крајот на 19 век што ги имам видено, во некој од нив се препознавам сам себе. Основна работа е што е наследно од сликарството, дека во фотографијата треба да има центар на интерес и да има некоја приказна. Приказна е оноа најважното, а ако е наменски фотографијата е и најубавото. Значи, историски гледано, секогаш најклучните места, најдоминантните места во било кој град, се места кај што се подигаат репрезентативни објекти, односно места со кои се афирмира владеачкиот систем. И од тој аспект, барем за моите 60 и нешто години фотографирање на овој простор, ја ги имам доживеано сите оние трансформации што ги има овој дел. Ја нема банката, стариот офицерски дом, остаток е Ристичева палата, Пелистер беше тогаш нешто ново и најубаво во Скопје. Метропол беше одма пред земјотресот култно место, истоковна куќа. И таа трансформација понатака градот се развиваше и наеднаш мостот од витален мост за комуникација меѓу левата и десната страна на градот се претвори после земјотресот во пешачки мост. Тие промени фотографски некојаш намерно, некојаш намерно ги имаме забележувани. Но за мене беше највпечатливо кога во 90-те години го фотографирав Скопје од воздух и тогаш ги видов буквално како изникнуваат трагите од минатото. Десната страна на Скопје е запоставена се до изградбата на железницата околу 1870 година и тогаш градот се дели фактички на стар и нов град. Затоа имаме стара чаршија, не турска чаршија, зашто таа била турска во турско време, туку тоа е стара чаршија и ова е нова, односно во европска смисла. И тоа е многу занимно да ги погледнеме тие фотографии од 1890 до недека 30 година, кој е заокружен целиот тој ансамбл. Кондев повеќе од 60 години го фотографира, истражува историографски, географски, културно, ги знае култните приказни за Скопје. Тој е една жива, неуморна, урбана легенда. Во урбанизмот, посебно у централните зони, често пати се вметнува таа идеолошка компонента. Лево е офицерски дом, знак на војската, десно е на економската моќ, банката. Зад нас е Ристичева палата, која била на оној што го има закупено монополот за Афион, една од главните производствени артикли од Македонија. Овој мост, кој има историја огромна и до денска неразјасната до крај, го прекрстуваат по Душанов мост. Значи, преку него се прави позориште Кралја Александра I, Народно позориште, после Народен театар. Горе
Кале или Скопската тврдина, они ја прекрстуваат под Душанов град, а малата џамија за една од најубавите легенди на Скопје, Пајко џамијата, е стручна да се подигне палатата Пајко, Ибни Пајко. Скопјани ги гледат овие згради не како знак на српско Скопје, туку го гледаат како влез во една нова ера. Делува многу европски Скопје. Подсетува на средноевропските градови, бидејќи најголем дел од архитектите се руски архитекти кои ги прават овие згради. И од таа причина скопјани беа многу интимно врзани за сите овие објекти и после земјотресот, која сакаше се направи еден нов изглед на Скопје, овие плацеви длабоко се размислуваше што ќе се гради. Сака да зборува за камениот мост, за плоштадот, за некогашниот официрски дом, за црквата Свети Димитрија, за тврдината, и ако продолжам да редам ке нема крај, како што нема крај неговото раскажување преку збор и фотографија за вечната инспирација Скопје. Незаобиколен е камениот мост, дури на старите гравури, таа една што ја имаме од 17 век, мостот е во централна позиција. Меѓутоа, она што историчарите на уметност не го спомнуваат, а историчарите исто така, а граѓаните на Скопје не се свесни, дека секдека мостови се градат заради градот, а одека е градот изграден заради мостот. Значи, после оној катастрофален земјотрес на Скупи, се префрла градот комплетно на овој дел. Кале е стратешка точка која го штити преминот на овој простор, значи тука бил Вардар широк и можело да се гази. Сите пушкарници, сите топарници, сите стрелници се усмерени на мостот. Значи тврдината е направена заради мостот и заради тој премин. А мостот го спојува не само физички, туку и духовно Скопје. Левата и десната страна. Левата страна е по стариот дел, а десната не била населувана, чисто таа причина што Вардар знаел да плави. Постојат фотографии, снимени некаде од кај Злокуќани, кај што се гледа скоро до водно, Вардар е раширен како езеро. Фотографски Скопје е документирано, нацртано и насликано е со боите и сенките што само тоа ги има. Најубавите песни се посветени токму за ова наше Скопје. Ги има архитектонските градби кои што се уште го пленат и окото и душата. И да си знаете, никогаш нема да ја згасне страста на добродушноста, аристократноста и племенитоста. Скопје од секогаш бил град на дојденци, или што би рекле жаргонски дошлјаци. Затоа нема никој право да каже јас сум стар скопјанец. Нека не ми се лутат. Мојот дедо дошол во Скопје 1895 година, ама сепак го немам заборавено моето потекло. Така било секогаш. Скопје е многу важно место, раскрсница, кај што доаѓале генерали, маршали, императори, цареви. И доволно е само да видите како е менувано во рок од 30 години, 5 пати е променето името на плошадот и на улицата Македонија. Секогаш предизвикувал интерес кај фотографите за нивно креативно искажување. Дури е влезено и на грбот на Скопје. Дури во еден шпионски извештај на еден дипломата од 17 век од Виена, стои дека он 286 чекора ги изброил кога го поминал целиот мост. И со архитектот, конзерватор Васо Илјов која работевме, кој ги претвори чекорите во сантиметри протежно, спадна околу 60 сантиметра дека што сгрешува. Тие што го сакаат градот се Скопјани. Единствено останува да го сакаме, чуваме и сочуваме. Ако сте за не, тогаш оставете го на рад да диши.